Здраво, здраво, другари! Здраво! Дали сте cool? Сега е следниот час. Чекате да видиме што ние треба да учиме следно. Имаме природни науки, како слушаме, заштита од силни звуци. Ова ќе биде многу корисно затоа што многу деца слушаат. Комшито пред да влезат на станицата може една вежба? Може. Ајде да ми кажеш, вака затвори ги ушите и кажи ми кои звуци ги слушаш. Слушам чевлите. Чекај. Тука сме, чекај. Шмал. Прстите. Прстите на рацете, добро. Значи ти не си свесен за тоа колку звуци има наоколу. Има значи многу, не го знам. слушаш звукот на нашата смарт табла, паметна табла, звукот на рефлекторот, Да, има звукот многу што звуци. доаѓа во позадина од музиката. Има толку многу звуци, спремни се нашите наставници? Ајде, здраво наставничке. Здраво, наставничке. Како сме? Одлично, Одлично. вие како сте? Расположени за учење, супер Секогаш. сме ние. Вака, сега ќе го имаме часот по природни науки и на овој час ќе се запознаеме со начинот на тоа како слушаме, меѓутоа ќе се запознаеме и со тоа како да се заштитиме од силни, од многу гласни звуци. Мораме да се запознаваме со тоа, затоа што многу гласни звуци Така, слушаме наоколу. а тие гласни звуци знаеме дека не се воопшто ни добри, ниту пак пријатни за нашето сетило за слух. Сега Точно. вака ќе почнеме часот, ќе го почнеме со едно мало истражување. Ќе ставите вие ушите на рацете на вашите уши. Ајде. И јас ќе кажувам некоја песничка која ќе ви речам, ќе ги тргнете рацете од ушите. Аба вага да ежа за дзаја кавалја манања. Опа расата ќе уфаха цачаджаша. Може се рацете да ги тргнете. Дали ме слушнавте што зборував, деца? Слушнавме. Многу мало. Така, значи каков беше звукот, јасен? Не беше јасен, беше Така. приглушен ко под Што мислите, зошто не можевте да ме слушнете убаво? Затоа што ни беа затоа Така, значи звукот се произведува од извор. Звукот кој ќе се произведе од тој извор патува и за да стигне нели до нашето уше, ушињата наши треба да бидат слободни. Меѓутоа во овој случај ние што имавме? Ги имавме ставено рацете на нашите уши, што значи звукот не можеше слободно да допре до нашето уво и да дојде до нас. Извор на звук во моментот е што? Извор на звук во моментот сум јас, односно Говорот, нели? вашиот Така, говор. мојот говор. Ако вашето другарче свири на некој музички инструмент, Па извор на исто е звукот така. ќе биде музичкиот така, инструмент. музичкиот инструмент. Сега може да поминеме на Повелете. презентацијата. Значи, како слушаме? Слушаме со помош на нашите уши. Нашите уши се направени така што внатре во внатрешноста на увото има еден посебен дел, односно орган, докато што доаѓа звукот, а знаеме дека звукот патува така што вибрира, односно трепери, доаѓа до тој дел од нашето уво, значи затреперува тој дел и ни праќа порака до мозочето дека треба ние да го примиме тој звук. Звуците кои што се создаваат, рековме дека звуците се создаваат од извор на звук и можат да бидат пријатни и непријатни. Пријатни звуци се, например, кои? Слушањето музика, смеењето, звукот од птиците. Точно. Друг пријатен звук можеме да наброиме? Може од некоја игра сами што ќе направиме. Така. Меѓутоа, освен пријатни звуци, имаме и непријатни звуци, кои што нашето уше не може нели да ги поднесе и тие непријатни звуци кај нас некогаш побудуваат дури чувство на што? Чувство на нервоза, на немир некаков, така, на на страв, нервоза, на немир, да. на страф. Значи, тие звуци некогаш можат дури да не исплашат. Такви непријатни звуци се грмотевиците, гребењето по маса, така, звукот од хеликоптерот, исто ако сме нели во негова близина, и тоа исто непријатен звук. Сите непријатни звуци, за разлика од пријатните звуци кои што создаваат нељубава атмосфера, не опуштаат, не сме порасположени, непријатните звуци кои ги слушаме создаваат бучава. Создаваат околу нас многу неубава атмосфера која што ни создава нели непријатност. Прави непријатно да се чувствуваме. И го нарушува балансот.
треба да слушнете еден звук, меѓутоа Добре. прво ќе го пуштам слайдот само со звукот, а вие треба да кажете дали ќе погодите кој е овој звук од кога ќе го слушнем. Сега не знам дали добро и тоа да се каже дека нашето уво не може да ги слушне сите звуци. Да, не може. Нашето уво така не може да ги слушне многу тивките звуци кои што се со Многу јачина високите. така под 0 децибели. Знам дека делфините, китовите, бидејќи имаат Така. фреквенција и звук, не може човечкото уво секогаш да ги прецепира најточно со делфините. Овој звук ќе треба да почне. Овој звук е малку специфичен затоа што на почетокот на овој звук неговата јачина е многу мала, а потоа како што звукот излегува од изворот, како што го слушаме, неговата јачина станува се поголема и поголема, односно се засилува. Мислам дека на него треба да На. направи. Не, PowerPoint. Не? Не. Тоа е само е внесено, само ќе се пушти. Не. Ќе. Се обидуваме да слушаме звуци. Сега Треба да може да кажеме во меѓувреме и еден друг интересен податок, не мислам дека делфините имаат многу мали уши и тие не можат да слушат со помош на ушите, Да. туку слушат со помош на сетила на така, со помош на вилиците. Исто така има инсекти кои што произведуваат многу гласни звуци. Еден од тие инсекти кои што произведува многу гласен звук е африканскиот скакулец. А да одиме понатаму ако не се така, звукот не знам. Ова требаше да биде звук од авион. Па мислам дека го имаме слушнато многу. Се луѓе случуваат сите. во техниката и такви работи. Добро, одиме понатаму. Ајде сега да видиме овој звук. О, Не знаеш. Чекај. слайд шоу. Еве. Извинете, грешка, ќе се вратиме назад. Да. Ајде да се вратиме. Само момент. Чекајте. Уште еднаш. Ајде сега. Сега треба да се слушне звукот. Слушам. Слушаш други звуци и комшито. Таа знам, но мислев дека Ајде на следниот слайд ќе одиме. Вака овде? Не го препознаваме ни овој звук. Ова авион. Авионот. Беше, ајде да видиме се. Нема одрежија, ни кажува дека нема никаков звук. Не. Не. Кај мене беше добро кога ја пуштив презентацијата. Добро, не е битно Ајде, ако наставнички, остане ние време има ќе да. толку многу Значи ова звуци требаше кои да што- биде звук од градилиште. Овие тоа звуци се кои што непријатни требаше да звуци. се слушнат се Непријатни. непријатни звуци. Сега, рековме дека непријатните звуци, освен што кај нас стварат чувство на непријатност, можат и да го оштетат нашето сетиво за слух. И заради тоа, кога се наоѓаме во бучна средина, треба да знаеме да се заштитиме, односно да ги заштитиме нашите уши. Постојат професии, односно занимања, кои што постојано работат во бучна околина. И затоа тие работници морат да тие луѓе што работат во таква околина морат да мислат на начинот како да ги заштитат своите уши. Луѓето кои работат во бучна околина за да ги заштитат ушите, за да не им се оштети слухот, мора да носат посебна заштита за уши, а таа посебна заштита за уши се нарекува штитници. Сега на наредниот слайд ќе видиме како изгледаат штитниците кои што ги носат луѓето кои што работат во бучна околина.
Сега вака, следи истражување како да ги заштити мушите од прегласна музика. На следниот слайд треба да се пушти гласна музика, треба да слушате вие. Дали да ќе биде, да пробам? Пробајте, да. Дали ќе... Нема до сака. Добре, имаме мал технички проблем, но Може би можеме ние да пуштиме нешто музика да произведеме некаква Ако музика не- со ние двајца. Сакаш? Ајде да идеме. Комшито ти За да погоди го дали направиме ова е истражувањето. гласно Ајде. или тивко или пријатно Ајде. или Ако не непријатно. вака ќе Кај се ќе дадете договориме. ниже, вежба. Да, значи вака. Јас, пошто вие ќе треба да ставате различни материјали, кај ушите треба да ставате капа, тоалетна, рацете, значи ќе бидете зафатени. Не можете да произведувате музика. Може еден да произведува, другиот да... Јас ќе произведувам, ќе Ајде. ви испеам една Готово. песничка, значи јас ќе произведувам звук, а вие ќе го спроведете истражувањето и после ги споредиме резултатите. Може? Може. Вака. Материјали кои ќе ни треба до истражувањето ќе бидат прво вашите раце, Добро. после капите, велете. Добро. Следен материјал кој што ќе треба да го користите ќе биде памукот. Добро. Да. Еве овде ќе ви ги оставам. И уште еден материјал кој што ќе треба да го користите ќе биде тоалетната хартија. И сега како ќе следи истражувањето? Јас ќе ви пеам една песничка, Добро. а вие додека ја пеам песничката ќе ја пеам малку погласно, нели? Ќе произведувам повисоки звуци, додека ја пеам песничката, вие материјалите што ви ги дадов ќе ги менувате. Прво, ќе ги ставите рацете на вашите уши, ќе забележувате како слушате, потоа ќе ја ставите капата, па ќе ставите тоалетна хартија кај ушите, ќе ставите и памуче. Добре. И резултатите од истражувањето ќе ги забележувате така што материјалот кој што најмалку ќе ве заштити од звукот, кај тој материјал ќе ви дадам, ќе ви поделам и листови, материјалот кој што најмалку ќе ве заштити од звукот, ќе го обележите со една цртичка, овде се нацртани материјалите, а материјалот кој што најмногу ќе ве заштити од гласниот звук, ќе го обележите со 4 цртички. Добро. Да видиме кој од одлично. овие материјали нели ќе биде најдобра заштита од гласните звуци. Еве по еден лист. Може. Може? Ние сме подготвени. Дојди комшито овде. Ајде. Прво одиме со раце, така? Раце па капче. Добро. Може. Може. Кој си носи чадорче, не наврнува, а не накиснува, а. Кој си носи чадорче, не наврнува, а не накиснува. Ајде сега сменете. Значи јас ќе Добро. произведувам звуци, а вие ќе И минјаме. така ќе ги менувате материјалите и после ќе забележите. А, Б, В, Г, Д, Ј, Ж, З, Ц, И, К, Л, Л, М, Н, Н, О, П, Р, С, Т, Қ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Дж, Ш. А, Б, В, Г, Д, Ј, Ж, З, Ц, И, К, Л, Л, М, Н, Н, О, П, Р, С, Т, Қ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Дж, Ш. А, Б, В, Г, Д, Ј, Ж, З, Ц, И, К, Л, Л, М, Н, Н, О, П, Р, С, Т, Қ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Дж, Ш. А, Б, В, Г, Д, Ј, Ж, З, Ц, И, К, Л, Л, М, Н, Н, О, П, Р, С, Т, Қ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Дж, Ш. Па мислам дека сепак Многу добро Доволно беа слушам. гласни звуците, деца? доволно беа Да. гласни звуците, со тоа што сепак нашите раце не заштитија најмногу од звуците. Да. Да. Барем мене. И мене рацете секогаш Така. слушав со капата, слушав најдобро. Исто и со А памукот, со исто и кој со... најмалку? Кој најмалку ве заштити материјал? По мене капата не кап- заштитуваше нешто многу. Тоалетната, не знам. Пак Така. е до рацете, не е до Значи, тоалетна. Што можеме да заклучиме од ова истражување? Дека звукот патува низ воздухот и дека звукот патува низ различни материјали. Материјалите што ги имавме во истражувањето нели се различни. Да. Тоалетната хартија, памукот, капата, рацете.
Што значи дека звукот различно продира низ различните материјали. Точно. Баш ми е жал што ова со звуците не излезе интересно ќе беше. Сега? Можда Добро. Значи, сега да видиме на крај од овој целиот час што научивме и што треба да запамтиме. Значи, рековме дека звуците се создаваат од извор на звук. Кога звуците ќе бидат појасни и погласни? Ако сме поблиску или подалеку од изворот на звукот? Па ако сме поблиску, Поблиску. ќе бидат Така. погласни, ако сме подалеку, ќе бидат Така, значи ќе бидат потивки и нема толку јасно да ги слушаме. Како што рековме, слушаме со помош на нашите уши, со помош на делот, органот кој што го имаме во нашиот сетилен орган уво, со помош на делчето кој што во нашите уши, кој што трепери, вибрира кога ќе дојде до него одреден звук и ја пренесува таа информација за вибрацијата до мозокот и знаеме дека нашето мозоче знае дека треба ние да примиме одреден звук. Како што кажавме, звуците стануваат потивки како што се оддалечуваме од изворот на звукот. Гласните звуци кажавме дека исто така можат да ни го оштетат слухот. Освен гласните звуци, што друго може да ни го оштети слухот, деца? Непријатните звуци можат да ни го се. Така. Не мора да значи дека ако е гласно дека е непријатно. Така, значи гласното некогаш може да биде и пријатно. На Гласното што не друго е добро треба? да биде доволно гласно, ама исто. Така. Доволно гласно, значи висината на тонот треба да биде она која што нашето уше може, нели, да ја поднесе. Ако е малку повисока висината од таа што нашето уше може да ја поднесе, тогаш веќе звукот станува непријатен. Непријатен. Така, освен непријатните звуци, на кој друг начин, на што треба да внимаваме за да не си го штетиме нашето сетило за слух? Значи кањето на ушите. Така, значи исто така треба да внимаваме и на тоа. Кога ги чепкаме ушите, ги чепкаме нели внимателно. И што не смееме? Не смееме во ушите да ставаме никакви предмети. Еве сега јас нели ви дадов на вас памук да ставите во овцина. Ние не го ставивме во овцето, туку го ставивме вака. Така, значи не треба да се става внатре, зошто? Затоа што може Да оштети. така Да, да може го да оштети направиме слухот. инфекција некоја исто. Може да направиме инфекција, да го штетиме слухот и на крај да слушаме помалку. И на Дали го крај слушате звукот на звончето? звукот од изворот патува во сите правци. Супер, научивме нови работи за слушањето. Правиме пауза и одиме за следен час. Мало одмор имаме, мало одморче, 10 секунди.